Добро, денеска имавме еден, би рекол, многу конструктивен и состанок кој што за жал, или би рекол трибина, ја свикавме поради неубав јубилеј, а тоа е отприлика година дена од првиот случај кој што се диагностицираше и кој што беше позитивен на COVID-19 или на короната. Тогаш во тоа време не убедуваа дека опозицијата ширела лажни вести, дека опозицијата била таа која што не знаела што зборува, дека власта ги имала конците во своји раце и дека практично имале стратегија, имале план, имале визија како да спречат понатамошно ширење на вирусот, иако месеците потоа потврдија дека ниту план имаат, ниту визија, ниту стратегија, ниту па знаат како тоа да го направат. Не убедуваа дека ќе имаме не повеќе од 2000 луѓе кои што ќе заболат од овој вирус. За жал, денеска имаме повеќе од 100.000 евидентирани, можете да замислите колкава е бројката на тие кои што не се евидентирани. За жал, имаме повеќе од 3.000 наши сограѓани кои што ги загубија животите поради неспособноста на Зоран Заев и владата на СДСМ. И за жал, од она што можеме да забележиме е дека и после една година ниту имаат план, ниту имаат визија, ниту пак имаат стратегија, туку напротив, служиме за подсмев. Луѓето буквално играат мајтап со Македонија. Единствената држава во Европа, би рекол, на Балканот сигурно, која што се уште нема набавено собствени вакцини, кои што граѓаните кои што сакаат да се вакцинираат ќе ги имаат на располагање. Денеска еден од присутните, председателот на комисијата, прочита еден Facebook статус на еден негов колега кој што буквално моли да добие вакцина од министерот. Човекот има 65 години. Така што се наоѓаме во една апокалиптична ситуација за здравјето на граѓаните, за здравјето на нацијата. И јас навистина единствено нешто што можам во овој момент да побараме голема општествена широка поддршка да се совладаат овие неспособни луѓе кои што денеска се наоѓаат во владата, а потоа да дојдат луѓе кои што знаат како навистина да ги решат напластените проблеми кои што јонака се напластија уште повеќе во овие 4 години под Зоран Заев и СДСМ, а потоа се разбира и одговорност за сите овие погрешни политики кои што за жал значат и човечки загубени животи. Отприлика тоа беше денешната трибина, денешниот состанок со медицинските лица, со лицата кои што веќе година дена се на првата линија на фронтот, би рекол, еве вака во војнички жаргон да се изразам, и луѓето кои што до ден денешен спасија можеби илјадници човечки животи, и луѓето кои што за жал денеска владата на СДСМ и Зоран Заев ги остави на цедило и на бришан простор без да вложи ниту еден фенинг во подобрување на условите во кои што тие работат. Оваа средба беше на ваша иницијатива. По кој критериум се одбра со кои здравствени работници ќе се состанете, дали кои работи тие ги изнесоа на оваа средба? Поканата беше јавна, се потрудивме да ги почитуваме мерките кои што ги наложува ковид, пандемијата, односно да не биде преоптоварен, иако морам да кажам дека интересот беше голем. Во деновите кои што следи ќе имаме уште вакви средби со луѓето и медицинските лица кои што не можеа денеска да присуствуваат од објективни причини. Така што тоа беше начинот на кој што беа избрани и учесниците. Јас бев избран, се разбира, како председател на опозицијата, да разговараме за здравствените политики и некако да го одбележиме овој, би рекол, неславен јубилеј кој што е благодарение на оваа неспособна влада на СДСМ и Зоран Заев, а тоа е една година од првиот диагностициран пациент позитивен на COVID-19. Ги истакнаа проблемите со кои што се соочуваат, споделија искуства. Еве ви кажав еден статус на социјалните мрежи од колега кој што потекнува практично од оваа фела. Човекот практично моли, коленичи до министерот за здравство да обезбеди вакцина за да може да се вакцинира, бидејќи има 65 години, се уште е потребен да биде активен, а не да биде пасивен или не дај Боже нешто друго во здравството. Господин Мицкоски, утре во министерот за здравство Филипче имаше пресконференција, кажа дека повторно некои документации, технички документи се средувале, затоа вакцините доцната, февруари истекува, имавме најави ние уште од октомври дека вакцини ќе стигнат, меѓутоа еве и февруари поминува, се уште нема ниту една вакцина. Не можам уште да го разберам
овој помлад колега, бидејќи и он на универзитетот, зошто дозволува толку да се препелка и да се бојадисува со глупости да му слугува на Зоран Заев. Зошто му е се тоа потребно на отворена сцена вака да се бламира, не можам да го разберам. И да не се чуди постан тоа, ако народот стави знак на равенство помеѓу него и Зоран Заев, да не си го поставува прашањето што ми требаше овој еден ден. Затоа што честа и образот се најважни во животот. Кога ќе ги изгубите честа и образот, тогаш сте изгубиле се. Јас само можам да му порачам како помлад колега во академски стаж, не во години, ако во години сме тука некаде, нема потреба да му слугува на најкриминалниот и најнеспособниот премиер на Балканот и во Европа. Престанете да се препелкате и престанете да го загрозувате здравието на граѓаните. Не ве бива, заминете си веднаш. Помина и Нова година, помина и Божик, помина и Водици, помина и кинеска Нова година, ќе почнат великденските пости, можеби ќе дојде и Великден, а ние се уште ќе се занимаваме со глупостите на Зоран Заев и ова влада на СДСМ. А луѓето за жал го губат својот живот и луѓето се полни со трауми кои што го поминале COVID-19 вирусот. Така што, еве, му порачувам на овој помлад колега во академската средина помлад, колку побрзо го напушти бродот на најкорумпираната и најкриминалната влада на Балканот, толку подобро за него и ќе задржи барем мал детал од честа и достоинството кој што се надевам се уште ги. Алијанса и Алтернатива ќе поднесат интерпелација за министерот Оливер Спасовски, дали ќе им дадете поддршка? Апсолутно да. Човекот е најголемиот заштитник на нова крими коалиција која што владае со Македонија изминатите години. Имаме своји аргументи зошто ќе ја поддржиме оваа интерпелација поднесена од коалицијата Алтернатива и Алијанса. Се надевам на истрпна дебата и се надевам на мнозинство во парламентот, што ќе му изгласаме недоверба на најнеуспешниот министер за внатрешни работи, човекот кој што можеби не му избега некој џепчија, сето останато кое што нешто значеше во делот на криминалот во државата му избега и кој знае каде се наоѓаат по Европа. И не е само тоа, има многу афери околу него, дел од тие афери ќе имате можности деновите кои што следа да ги слушнете и видите, и македонската јавност ќе ги види. За бројот на матичните броеви, дупликати во државата, за издадените државјанства во државата, кому све се издавале државјанства и така натаму, и така натаму. Господин Мицковски, Заев кажа дека системот не функционирал и зател, меѓутоа правдата сепак на крај го стигнала. Мијалков, ваш став околу? Видете, кога не би било трагично, би било смешно. Принцот на лагата продолжува да лаже и продолжува да ги понижува и омаловажува граѓаните. Можев да го забележам неговиот израз на лицето и фацијалните експресии како низ заби го шкрипеше моето име пред некој ден и можам само да заклучам дека не само што е нервозен, туку и не знае каде тера, но проблемот е што тој одлучува во моментов. И проблемот е што неговите одлуки се погрешни и ја водат во бездна држава. Колку побрзо овие луѓе ќе заминат, толку побрзо ќе дојде сонцето и ќе огрее сонцето за граѓаните и за нацијата. Колку побрзо овие луѓе ќе се соочат со одговорноста за погрешните политики, толку побрзо ние ќе расчистиме со криминалот и корупцијата во државата и со неспособните политичари кои што сите нас не втурнаа во ова, би рекол, политичко мочуриште, во политичка тиња. Ако институциите затаиле, требаше да има одговорност. Почнувајќи од него, па до тие што стоеа таму до него, кои што му клатеа со главите додека тој зборуваше. Ниту одговорност видовме, ниту ќе видиме одговорност. Зошто? Затоа што се сите влезени во ортаклук. Криминална мафија владае со Македонија. Затоа, што побрзо заминат, толку побрзо Македонија ќе се ослободи и толку подобро ќе биде за Македонија. Тоа можам да кажам. Господине Мицковски, вие вчера обвинивте дека СДСМ преку партиски огласи пара попишувачи за предстојниот попис. Од таму тие ретерираат дека сето тоа го правеле за да биде во полза на граѓаните. Ваш коментар? Јас за ова предупредив уште пред неколку недели на едно мој интервју дека СДСМ и ДУИ ќе попишуваат и практично нивните партиски војници ќе треба да бидат платени со пари од граѓаните 23.000 денари колку се предвидени за попишувачите и дека на тој начин практично ќе биде не само што недовербата сега постои, туку на тој начин таа недоверба ќе биде уште поголема во самиот процес,
А денеска посебно кога сме на пред третиот бран од овој коронавирус, гледаме на дневна основа се зголемуваат бројот на лица кои што се инфицирани, уште повеќе се фрла недоверба, односно сомнеш на самиот процес на попис. Имајќи предвид дека сите држави околинава го одложија, требаше да бидат барем малку паметни и да го одложат тој попис. И оваа прилика користам да апелирам и до меѓународната заедница, бидејќи тие луѓе ќе се тука уште некој месец, некоја година и ќе заминат од Македонија, ние ќе треба да живееме и ќе треба да ги погледаме нашите сограѓани кои што поради поддршката што ја даваат за пописот, ќе се доразболат со ковид пандемијата, некој ќе го загубат животот. И ќе треба да се соочиме со нивните блиски на улица. Ние сме тие политичари кои што тука ќе останеме. И затоа апелирам и до разум и до меѓународната заедница, нека ги вразуме овие, бидејќи само нив ги слушаат, тие не ги слушаат граѓаните, да го откажат пописот, да не ги доведуваат во опасност граѓаните дополнително, затоа што ќе броиме мртви луѓе и ќе броиме луѓе со трауми кои што ја прележале оваа пандемија. Не ги охрабрувајте. Вас ве слушаат, народот не го слушаат, не ја слушаат опозицијата. Тоа ќе трае уште некое време, ќе заминат, потоа ќе одговараат и пред народот и пред идната власт која што ќе предводи денешната опозиција. Но за да спасиме човечки живот од трауми и да го спасиме во буквална смисла човечкиот живот, апелирам и до меѓународната заедница, представниците на меѓународната заедница одека да не ги охрабруваат, да го втурнуваат македонскиот граѓанин без разлика на неговата етничка припадност во дополнителна апокалипса и сега кога сме на прагот на третиот бран со ковид пандемијата, да ги охрабрат да го одложат пописот. А ова со партиските војници јас го најавив уште пред неколку недели, дека на овој начин сакаат да депонираат пари, да ги платат затоа што нема кој да им работи на терен за локалните избори, сега да направат какво такво мапирање, но тоа е политиканство. Тука нема никаква врска со реалноста. Треба да се вразумат, да го одложат пописот, да не го загрозуваат дополнително здравјето на граѓаните. Замислете 35.000 попишувачи кои што треба да влезат во 500.000 домаќинства во рок од 20 дена, што ќе се случи? Не жариште, можете да замислите што ќе биде тоа. Потоа следи Великден, потоа следи Рамазан и така натаму и така натаму. Можете да замислите што ќе се случува во периодот што следи. Колку ќе биде доволно за да се наситат овие луѓе да го загубат човечкиот живот? Колку ќе биде доволно? Колку им е доста? Има ли некој да каже колку им е доста? Тоа е мојот одговор.